Добро утро, почитувани гледачи. Ја следите утринската програма на Телма. Утрово да си кажеме со универзитетскиот професор Зоран Ивановски за новиот бранд поскапување што не очекува од среда. Добро утро, професоре. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и благодарам на поканата. Во среда завршува антикризните мерки што беа воведени во март и со тоа се очекува нов бранд поскапување на основните прехранбени производи. Можно ли беше поинаку да се одигра за да не дојде до ова? Па видете, со желба да превенира и да ги ублажи последиците од инфлацијата, државата искористи еден арсенал на мерки кои генерално се од административен карактер и вообичаено во економската теорија за нив е предвидувано краткорочно траење, бидејќи замрзувањето на цените креира дополнителни негативни ефекти во националната економија, а особено, како што можевме и сами да видиме, изразено преку недостаток на производите чија цена се лимитира на овој начин. Значи, проблем е кога инпутите растат и производителите не можат да одговорат на така детерминираните цени и се случува нивно повлекување од пазарот. Сведоци сме дека имавме проблеми со некои од основните производи кои ги немаше на рафтовите, на што ние и благовремено укажавме кога владата ја примени таа мерка. Од тука, значи, јасно е дека со тој арсенал на мерки не може да се продолжи. Нашата влада тоа го разбра и очигледно е дека ќе се барат други алтернативи кои стојат на располагање доколку сакаме да го ублажиме ценовниот шок или пак доколку сакаме да помогнеме особено на најранливите категории на граѓани да полесно го издржат товарот на покачувањето на цени. Меѓутоа ефектот ако желбата била психолошка, односно и мерката некои критичари тогаш ја оценија како популистичка да се ублажи психолошкиот шок од растот на цените, бидејќи станува збор за глобален тренд, ефектот е сега истеве. Повторно таа сметка стасува и ќе треба да ја платат граѓаните. Од друга страна станува збор за укинување, беше замрзната маржа, беше укината маржата, бидејќи ДДВ-то беше стимнато на 0%. Дали државата ќе загуби многу ако продолжи да се откаже и натаму се откаже од тој процент на ДДВ, 5% за основните прехранбени производи, односно дали поголема загуба ќе биде државата, поголем зијан за државата, односно поголем ефект кај граѓаните ако останеше оваа мерка во сила? Па видете, вие добро спомнавте дека генерално првичниот ефект и желбата со таа мерка беше да се делува психолошки, затоа што би сакал да објаснам на вашите гледачи дека инфлацијата се базира најмногу на очекувањата. Значи, самата се генерира затоа што сите рационални субјекти рационално очекуваат дека ќе се покачат цените и самите ги вградуваат, односно ги креваат цените за да го префрлат товарот на кризата на некој друг. И токму, за да превенираат, тука владата излезе со најлесниот пакет на мерки, значи замрзнување на цените, со што товарот се префрли на економските оператори, затоа што со цел да останат на пазарот, тие ќе треба да ги користат своите резерви, залихи и така натаму, и затоа е тоа краткорочна мерка. Од друга страна, откажувањето од данокот на додадена вредност е оправдано, затоа што товарот го носи државата, додека откажувањето од маржата е навистина проблем за трговците, затоа што навистина се поставува основна економска логика зашто јас тоа би го работел доколку ништо не можам да заработам. И затоа и се појави недостаток. Доколку сакаме, како држава да превенираме остар скок на цените, тогаш државата би требала да интервенира можеби од стоковите резерви, да го поднесе товарот она повеќе на ценовните разлики и со појава на производи кои се по бенефицирани цени, субвенционирани цени, да се ублажи притисокот. Или втор би било да се оди со пакет на мерки, како што споменав, за граѓаните кои најмногу би ги почувствувале овие ценовни ефекти, односно на овие најранливи категории, со различни видови на пакети, дали ќе биде тоа картички, дали ќе бидат купони или други некои субвенции со кои тие
полесно би го совладале товарот на криза. Професоре, кога зборувате за ранливи категории на граѓани, тој процент е голем. Во Македонија не треба да се заборави дека процентот на сиромаштија е околу 30%. Овој процент, за жал, со кризата уште повеќе се зголемува. Ние не можеме да го достигнеме и нивото од 2015 година, што покажува дека во ова пандемија, а и ова економска, енергетска криза и така натаму, сведоци сме, јас би рекол, на нова глобална прераспределба на светското национално богатство и во такви услови, нели, за очекување да расте прагот на сиромаштијата, а исто така и да се продлабочува јазот, нели, помеѓу општествените групи, така да овој Джини коефициент која мери ова раслоеност на општеството, за жал кај нас се зголемува. Во април производите на мало поскапеа за над 11%, а инфлацијата достигна 10,5%. Ако сега се има предвид дека на 1 јуни ќе се тргнат антикризните мерки и цените дополнително ќе скокнат, колку би одела инфлацијата во натамошниот период, колку би поскапеле цените на производите на мало? Па видете, во однос на овие проценти кои се, нели, пресметани со одредени статистички операции, треба сепак и да имаме и резерва. Доколку прашате обични граѓани и така натаму, секој ќе ви каже дека најмалце е 20, можеби повеќе проценти е реално инфлацијата во нашата земја. Ако ги анализирате одредени сектори, нели, особено да кажеме градежништвото, сведоци сме на над 30% покачување. Ако анализирате, не знам, автомобилскиот сектор, новите коли и така натаму, некаде и 50% имаме покачување на цените. Од тука овој процент на пораст, односно на инфлацијата, би го земали со резерва, затоа што факт е дека на теренот имаме можеби поголем раст на цените. Рековте дека од механизмите кои стојат на располагање на државата за да интервенира се преку стоковите резерви едната и втората е со дополнителни бенефиции за ранливите категории на граѓани. Тие две мерки ги спомнавте како можни. Во таква ситуација државата наместо да најави некаква антикризна мерка нова, да се зборува за интервенција од стоковите резерви, не знаеме ни во каква состојба се тие, надлежните преговараат, најавуваат, договараат и ветуваат раст на платите на дел од администрацијата, на луѓето кои се платени директно од буџетот кој го полнат пак приватниот сектор. Како ќе се наполни државната каса во вакви услови? Ова е, знаете, уште попарадоксално, имајќи во предвид дека токму приватниот сектор кој го полни буџетот веќе сериозно ги чувствува последиците од кризата. Само би напоменал информацијата која ја објави пред десетина дена Управата за јавни приходи, дека во споредба со минатиот месец, овој месец околу 100.000 вработени во компаниите немаат земено плата. Тоа значи дека приватниот сектор сериозно се соочува со неликвидноста и во вакви услови, нели, растот на платите на администрацијата навистина е прилично депласиран, бидејќи доколку живееме во едно општество за сите, нормално е дека сите треба подеднакво да го чувствуваме, да го чувствуваме товарот на кризата. Јас разбирам, нели, желбата да се одговори на гласачите, потенцијалните, нели, гласачи на изборите, тоа е секогаш прва идеја на носителите на економските политики, меѓутоа сепак овие популистички мерки директно се пресликуваат и на растот на буџетот, кој се поставува прашање, нели, како на приходната страна ќе успее да ги обезбеди средствата и како што гледаме наједноставно се прибегнува кон дополнително задолжување, што исто така гледано на долг рок, нели, ја поставува како прашање долгорочната фискална одржливост и на нашата земја. Во односа на мерките, нели, за ублажување на растот на цените, се разбира, освен она што може да го направи фискалната политика, меѓутоа јас ги потенцирам мерките кои немаат директно административен карактер, кои се повеќе пазарно или ориентирани кон цените, како што беа, нели, интервенциите, дополнителен увоз и така натаму, за да се стабилизираат цените.
Сепак на обложување на цените веќе имаме одредена реакција и на монетарната политика, значи на Народната банка, каде преку благо покачување, меѓутоа во најава и на тамошно покачување на основната каматна стапка се предвидува пораст на цената на парите, со што и директно ќе се влие на намалување на инфлационата стапка во нашата земја, а тоа ќе влие на намалување и на општото ниво на цени во државата. Голем број фирми имаат проблем со ликвидноста. Да. Можно ли е затворање на компании, отпуштање на луѓе од работа, пропаѓање на бизниси? Дефинитивно тоа е сценариото кое може да се очекува и според моите анализи особено ќе биде проблематично после летните одмори, некаде септември, октомври, ноември, тука ќе биде главниот удар, иако веќе добар дел од фирмите кои ги исцрпеа своите резерви и залихи за време на пандемијата, тешко го поднесоа овој ценовен шок предизвикано од промени на цената на енергенсите, храната и така натаму, горивата и сето тоа влијаеше дека веќе во овој момент имаме пораст на број на компании кои го затвараат бизнисот. Во ова кризно време имаме рекордни 4,6 милиарди државен буџет со последниот ребаланс и имаме задолжување во најава од Меѓународниот монетарен фонд со 900 милиони евра, како и можност дека ако тие не бидат доволни, ќе се издава дополнително еврообврзница, со што сме на прагот или можеби малку го надминуваме прагот од над 60% од бруто домашниот производ за задолжување, што ја става земјата во високоризична задолжена земја. Можно ли е на долг рок, ако не се најде друго чаре, освен задолжувањето, за да се преброди кризата, банкрот на Македонија? Дали се заканува грчко сценарио? Па да се надеваме дека ќе бидеме порационални и дека нема да дојдеме до тоа. Меѓутоа, јасно е дека ваквата политика не може да се води. Ако можеме оваа година, тоа не значи дека ќе можеме и следната година. Видете, во услови кога светот се соочува со многу сериозна криза, најлогички беше да имаме поголеми заштеди од државните трошења, значи од јавните расходи, меѓутоа наспроти тоа државата продолжи со раст на буџетот и секоја година и секој ребаланс ние имаме рекорден буџет. Ако споредите со десетина години порано, ќе видите фактот дека буџетот на државата се зголемил 3 пати. Што е сосема парадоксално во ситуација кога ниту продуктивноста, ниту животниот стандард на нашите граѓани, ниту бруто домашниот производ не се зголемил 3 пати. Што ова покажува? Значи, наједноставно е проблемот со невработеноста да го решаваме, со вработување во јавната администрација, која пак сведоци сме исто така не покажува капацитет да ги извршува сервисите кои граѓаните ги очекуваат. Тоа значи дека се повеќе државниот буџет и државата како работодавец станува living institution, институција каде што луѓето едноставно доаѓаат за да земат плата, затоа што вработувањето, доколку не е проследено со пораст на капиталните инвестиции на јавниот сектор, го дава ова што веќе теоријата го вика дека станува living institution, затоа што не можете вие само да ангажирате луѓе, а да не планирате инвестиции за развој таму каде што работат. Тоа е и целта, секоја фирма, организација и така натаму, доколку има вработени и инвестира, има шанса да расте. Ако не, тогаш тие луѓе само ќе добиваат плата. Значи, во такви услови сега се поставува прашањето, како ќе се сервисираат овие јавни расходи, и владата тоа го решава на наједноставен начин со ново задолжување. Имаме некое благо објаснување дека дел ќе се искористат за покривање на старите долгови, меѓутоа и ќе се зголеми јавниот долг, што навистина не доведува веќе
во ситуација да го надминеме оној праг од 60% од GDP, што е и праг на фискална одржливост. Само да напоменам дека поголемото задолжување ова година, следната година ќе се преслика како поголем ризик на државата, како што ќе не перцепираат странските инвеститори, и тоа веднаш значи и повисока каматна стапка за задолжувањето. Така да од година на година и задолжувањето ќе биде поскапо, а со тоа и фискалниот товар ќе биде поголем. Според мене, водењето на фискалната политика на овој начин е наједноставно, колку ни треба толку ќе се задолжиме. Државата требаше да излезе со друг пакет на мерки, не само во делот на полнењето на буџетот, туку и начин како да се мотивираат особено приватните и странските директни инвестиции, затоа што од оваа ситуација може да не извлече само повисок економски раст. А за да имаме повисок економски раст, ни требаат инвестиции. Не е битно дали ќе бидат странски, дали ќе бидат приватни. Секако може да бидат и капитални од страна на државата. Битно е да имаме инвестиции. А сведоци сме дека и од овој вака препланиран буџет, први на ударот се најдоа и капиталните инвестиции, што го потврдува оној факт дека во центарот на вниманието се платите, кои не само што треба да се исплатат, туку сега имаме ситуација дека треба да бидат и на повисоко ниво. Гледаме од преговорите помеѓу државата, синдикатите и така натаму. Во ситуација кога сме во црвена зона со јавниот и државниот долг, во ситуација кога и филозофијата, како што велите, на економијата во Македонија со години наназад е невработеноста да се сузбива со вработување во државната администрација и да ни расте буџетот на сметка на тоа, на товар на приватниот бизнис. Рековте, чарато е можеби во сосема креирање на нова политика, што во прв план ќе ги стави инвестициите, дали домашни, дали странски, без оглед. Според мене време е да размисли државата за сосема поинаков економски модел, каде што јас ја разбирам потребата да се додвори до гласачите, меѓутоа економијата мора да биде ставена и економските логики и законитости во преден план. А тоа значи секој закон што се носи мора да биде донесен во консултации со бизнис секторот, да се бараат алтернативи како било кое законско решение може да предизвика раст на за приходите на тој сектор, раст на бруто домашниот производ, затоа што само преку поголем раст ние ќе имаме поголеми даноци, поголеми јавни приходи и на крај повисок животен стандард. Ние имаме ситуација кога добар дел од бизнисот нема каде да ги пласира своите барања, идеи, а особено, да кажеме, иницијативи кои би биле полесно остварливи кога јавната администрација би ги намалила регулативите и ограничувањата и би дозволила поголема либерализација на економијата. Затоа што економијата и инвеститорите се многу плашливи. Значи, особено ги секираат, ги плашат, да кажеме, ограничувањата, фискалните мерки и така натаму, или разни дозволи, или одобренија и така натаму. Доколку се направи либерализација и сите законски решенија бидат поставени во интерес, кога се дава образложение на законот, вообичаено ние даваме фискални импликации, меѓутоа гледаме само дали од буџетот ќе треба да се одвојат пари за тоа законско решение. Напротив, образложението на било кое законско решение ќе биде кој е придонесот на тоа законско решение за пораст на бруто домашниот производ. Доколку имаме таа логика, значи влегуваме во нов економски модел, каде што растот на економијата е секогаш во преден план. Јас само ќе го потенцирам јапонското искуство после Втората светска војна. Значи, основна парола или моделот на јапонската економија беше да се извезе или, грубо звучи, да се умре како економски оператор, како компанија. Значи, сите активности на компаниите беа насочени кон извозот. Имајќи во предвид дека Македонија е многу мал пазар, само тоа е излезот и за нашата економија. И оттука во пакетот на мерки кои ги предлага државата, не само задолжувањето, особено треба да се најдат мерки кои ќе треба да ги помогнат
компаниите кои се пропулзивни и кои навистина се ориентирани кон надворешните пазари. Тоа е според мене клучот, а не само нели задолжувањето што е наједноставна мерка и на овој начин секој би можел да води фискална политика. Меѓутоа, за тоа се потребни да се смени и филозофијата на размислување, бидејќи во државата со години наназад е главно мото да се вработи државно човек, да се вработи во администрација, било на локално или на централно ниво, дали во владата или во општината. Гледаме сега и општините се презадолжени, многу фирми се мачат со ликвидноста, како што рековме. Од друга страна, сега ќе спојам две прашања во едно. Треба ли да не теши фактот што еве Македонија како држава пребродила и потешки времиња во смисла на тоа дека на почетоците на осамостојувањето имавме ембарго кон север, ембарго од југ, имавме голема криза, но бевме се уште млада држава без девизни резерви, без сопствено богатство, без база, без база и искуство, па го пребродивме и тој период. Дали ќе минеме така и во низ оваа 2022 или предизвиците кои предстојат? Па видете, има и разлика во однос на претходниот период. Прагот на фискалната одржливост веќе е скоро достигнат. Тоа значи дека државата кога се задолжува секогаш треба да има во предвид да остане простор за не дај Боже, нели, за вакви ситуации, а тоа се големи кризи како што беа пандемијата или а во ситуација нели кога тој фискален простор е веќе потрошен, сега проблемот станува многу потежок. Изненадувачки беше нели изјавата на министерот за финансии дека добро е се спуштивме на 57% нели на јавниот долг во однос на бруто домашниот производ, меѓутоа не кажа дека реално во апсолутни бројки истиот се зголеми, нели, така да е нефер нели да кажуваме дека ни се отвори простор за нови 400 милиони евра нови задолжувања, а без да кажеме дека веќе претходно и ни пораснал јавниот долг. Не може на долг рок така да се води фискалната политика. Да, прашањето беше, ако сме поминале во 91, 92, 93, дали ќе пребродиме и сега како држава? Бидејќи треба да се има предвид дека станува збор за глобална криза, дека станува збор за повторно се зборува за економија на оскудица. Прв пат по Втората светска војна, дека голем број земји ќе им недостигаат основни прехранбени производи или ќе бидат премногу скапи и населението нема да може да си го дозволи. Видете, ја веќе споменав дека според мене ефектот на пандемијата и сега ова енергетска криза е нешто што се случува на глобален план и ја би го оквалификувал како глобална војна или глобална прераспределба на општественото богатство. А нашето учество во таа глобална светска економија е нели многу мало и ние можеме нели само да се прилагодуваме на условите. Меѓутоа превентивно можеме да делуваме нели со користење на сопствено знаење и искуство, а и секако инвестиции кои ги има приватниот сектор. Проблемот на надминување, да кажеме, на енергетската криза многу лесно може да се реши со олеснување или измени на тој закон за енергетика, каде што сите би се мотивирале да станат инвеститори во фотоволтаици и така натаму. Меѓутоа, за тоа треба и да се рушат одредени монополи кои постојат на нашиот пазар, и на тој начин нели да се овозможи навистина Македонија од увозник да стане и извозник на електрична енергија, затоа што фактот е дека најмалце 30% увезуваме, а со тоа колку имаме сонце, ние брзо би можеле да станеме извозници. Значи, токму тука гледам една од најголемите предности, затоа што нема приватен инвеститор кој не е заинтересиран за да вложи во оваа област. Веројатно прашањето што ќе биде на крајот на 2022 или следната 2023 година, освен сите фактот дека што сите го знаеме дека ќе бидат тешки економски години на економски план, не може да го одговори ниту нобеловецот Пол Кругман кој е денеска во Скопје. Да, тој е денеска гостин во Скопје и очекуваме да слушнеме и негови размислувања. Треба да ги следиме светските искуства на секое поле. Дефинитивно, знаете, знаењето е тоа и искуствата кои можат да не влечат напред. Тука би додал на претходната дискусија која имавме, се уште чувствувам дека во Македонија не сме се ослободиле од она што го нарекуваме комјунист легаси останало од претходниот систем.
како да се плашиме да некој дека ќе се збогати многу брзо. Во ред е да се збогати, нели, оној кој е храбар, кој инвестира сопствени пари, нели, вложува дел од своето време, енергија, нели, ризикува сопствени средства, и таквите би требале само да ги охрабруваме, а не да гледаме, нели, како да креираме бариери или пак некои административни пречки со кои истиот би бил демотивиран да инвестира. Потребен е промена на мајндсетот, нели, на размислувањето, како што спомнавме претходно. Професор, ви благодарам многу за гостувањето во Утринската на Телма. Благодарам и ја на вас. Почитувани гледачи, останете со Утринската на Телма, следуваат редовните рубрики, најпрво преглед на најважните настани ова утро.